Јас не сум политичар и нема да држам политички говор. Јас сум представник на лицата со телесна инвалидност кои представуваат 10% од севкупното население на Република Македонија. Овие проценти се исто така и на светско ниво. За остварување на правата на лицата инвалидност не треба секогаш многу. За некои луѓе, за да се качат на спрат од куќа или од зграда, направиле скали. За лицата со инвалидност не им требаат скали, тие представуваат пречка за да се искачат до своето живеалиште или до некоја од институциите на локалната или на власта од другите нивоа. За нив е потребен друг вид на премостување на тие препреки, за да можат да си ги остварат своите права, за да можат да влезат во своето живеалиште. Јас веќе 13 години членувам во ова здружение и секојдневно се среќаваме со проблемите на лицата со инвалидност. Застапеноста во институциите на власта, за вработување, се вработуваат лица по клjuč од сите етнички групи или од жени или други маргинални групи. Меѓутоа, лицата со инвалидност се најмалку застапени или воопшто не се застапени. Советник во Министерството за труд и социјала има само еден член, кој не може да ги застапува сите лица со инвалидност. Нашето здружение во регионов брои повеќе од 700 члена. Не може еден член, еден представник на здружение со 5 членови регистрирано да ги представува и да ги образложува проблемите на лицата со инвалидност. Излеговме на улица за да си ги побараме своите права. Ни ги доделија пред Фондот за здравствено осигурување и ни ги доделија средствата за инконтиненција бесплатно да ги добиваме преку Фондот за здравствено осигурување. Запретивме дека ќе излеземе повторно на улица за да ги добиеме правата за мобилност, надоместок за мобилност. Се донесе законот за мобилност не по наша желба, не по кројот на нашите здруженија, туку по кројот на одредена група на луѓе. Меѓутоа, добро, се сложивме со таа работа. Меѓутоа, законот беше донесен во 2011 година пред парламентарните избори. До ден денес ни еден член нема добиено надоме за мобилност. Комисиите почнаа многу касно да работат и не гледам дека во буџетот се определени средства за оваа намена. Има уште многу вакви работи да се зборуваат. Јас не сакам да ве замарам со нашите проблеми. Ние не сплотуваат истиот проблем. Сиромаштијата, немаштината, неработеноста, незаштитата на децата, на жените од маргиналните групи. Тоа се проблемите кои сите не склопуваат, без разлика од партиската или етничката или другата припадност.